Ставајќи го идентитетот преку погача сервиран со тавче, гравче, помалку пинџури, полнети пиперки. Не заборавајќи ги манастирите, еврокомесарката Марта Кос дојде зад себе, остави поделена македонска јавност која се обидува комуниколошки да ја разоткрие пораката. Од СДСМ велат дека еврокомесарката немала лоша намера со изјавата со која го спореди идентитетот со пиперки, тавче, гравче и пинџур. Не сметаме дека еврокомесарката имаше лоша намера, но апелираме, кога се говори за чувствителни прашања и теми кои за жал непотребно се отвараат иако се јасно затворени, треба да се биде внимателен во изјавите. Очекуваме еврокомесарката Кос да го истакне она што ЕУ самата го има потврдено во сите документи и сите договори, а тоа е дека македонскиот јазик и идентитет се целосно признати од Унијата. Од левица со реакција на изјавата на Марта Кос, идентитетот не е гастрономска карта, туку политичка реалност. Изјавата на еврокомесарката Марта Кос, во која македонскиот идентитет се сведува на манастири, погача, пинџури, полнети пиперки, го оценуваме како релативизирање и обезвреднување на националниот идентитет на македонскиот народ. Со давањето фолклорна карактеристика на националниот идентитет, представничката на ЕУ се обиде да го алиенира идентитетот од неговиот историски, национален, политички и државотворен карактер. Од ДУИ велат дека не требало да се дозволи изјавата на комесарката да стане цел на кампања на омраза и подсмевање. Не смееше да се дозволи изјавата на комесарката дека идентитетот не е предмет на политички условувања, туку суштина на човековото достоинство и израз на неговата посебност, да стане цел на кампања на омраза и подсмевање. Уште помалку, таа реакција да биде потикната од извори блиски до власта. Додека македонската јавност остана да дебатира што го прави идентитетот, еврокомесарката си замина оставајќи зад себе порака дека за Европската комисија ситуацијата е јасна. Ако Македонија ги исполни уставните измени, веднаш ќе има меѓувладина конференција за отварање на кластерите.